Добро дојдовте во најновиот подкаст организиран од клиника Жан Митрев. Како што тече најавите, денешен гостин е доктор Валон Салиу, специјалист по абдоминална хирургија, од неодамна член во екипата на клиника Жан Митрев. Многу интересен доктор, многу интересна тема, како и секогаш. Но да оставиме понатаму за разговорот, пред се да го представиме овој доктор кој што не уважи со неговото гостување во нашиот подкаст. Доктор Валон, ви благодарам на прифатената понуда. Добро дојдовте во подкастот со цел да ве представиме вас и вашата работа во клиника Жан Митрев. Благодарам на поканата. Поздрав до вашите следбеници, гледачи и луѓе што ве следат вашата работа и вашата активност. Така, кога се договаравме за темата на емисијата, рековме дека ќе начнеме нешто што досега не е зборувано, па дури често има чести митови за таква тема, непозналици или погрешни информации. Значи, разликата помеѓу минимално инвазивна хирургија и класична хирургија. Што е она што е вистина, што е подобро, што е полошо и како луѓето, пациентите да знаат што да одберат. Но пред да начнеме темата, да ја представиме вас, вие сте од неодамна член во клиника Жан Митрев. Како ве прифатија, како ја оценувате клиниката, условите за работа, едноставно вашите импресии? Добро, почетокот беше добар, нели? Луѓето се приемчиви, нема дискусија околу тоа. Условите за работа знаат пациентите кои што доаѓаат, се така на едно, да кажам, врвно ниво, значи ги исполнува сите услови кои што би требало една здравствена установа да ги исполни, и драго ми е што е така. Сите пациенти заслужуваат да бидат третирани и здравствена се заштита да добијат на некој начин во таков еден вид на комплексна здравствена установа во која што би било изведени, да кажеме, напреднати методи на третман кај пациентите, а исто така и нивната нега и грижа би била на едно така повисоко ниво, кое што секој пациент, кажувам, со својата болест и секој човек всушност ја заслужува на некој начин таа здравствена заштита и грижа. Токму затоа сте и вие тука така дел од тимот и клиниката да ги понуди тие услови. Што представува минимално инвазивна хирургија? Еве во вашата област, а што класична? Да ги појасниме овие термини, бидејќи пациентите не се, нели, медицински начитани слично, но ние да ги доближиме темите за да знаат што ги очекува и кога ќе дојде време да изберат, и ако им се даде избор, да знаат кон што оди, кон кој правец оди нивното лекување. Значи, прво ќе спомнам дека минимално инвазивната хирургија не е некоја најнова метода, значи во принцип таа е метода која што се развива со децении, па да не кажам многу оддамна се почнало да се пробува да на тој начин да се стави телескоп, да се види внатрешноста на телото, дали може тоа без отварање комплетно на абдоменот и така натака. Во абдоминалната хирургија тоа се вика лапароскопија, значи со тоа што лапаро е, нели, абдомен и скопија е влез со телескоп, со камера, и тоа е на некој начин визуализација на внатрешноста на стомачната шуплина, со што минимално инвазивноста се состои во тоа што ние не правиме типичен хируршки рез од големина со цел експозиција на органите, кои што треба да ги третираме, така вадиме или реконструкција, туку истата се прави низ неколку отвори, тоа може да бидат 2, 3, 4 и така натака, меѓутоа тоа е многу помалку инвазивно во однос на, јас не го сакам многу терминот класично, туку во однос на отворената хирургија, поради причина што сега веќе и минимално инвазивната хирургија станува еден вид на класика. Значи, и современ пристап и така, начин на работа со кој што, да не кажам, еден голем број на операции и технички се изведуваат минимално инвазивно. Таа представува, уште еднаш ќе повторам, значи иста изведба на оперативната метода, спореме вадењето на органот и реконструкцијата, само пристапот и техниката на работа се различни во споредба со отворената хирургија и нормално си има своји бенефити и своји убавини во тоа и особено во постоперативниот период кај пациентите, што ќе збориме, нели, понатака кои се предностите за таа работа. Да, и сега што се може да се третира, нели, лапароскопски, значи, во принцип би требало да се размислува дека секоја постапка би можело да се третира лапароскопски. Дали секоја се третира лапароскопски? Не. Значи има одредени ситуации кај што отворената хирургија дава поубави предности во однос на лапароскопијата. Да бидеме реални, значи да, ова е многу добра метода и сето тоа во однос на третманот на пациентите, меѓутоа сепак има моменти кај што отворената е
подобра во однос на лапароскопијата, меѓутоа во генерално нема операција или интервенција која што не може во принцип да се изведе лапароскопски. Најчестите се, да би кажал, бенигната патологија, лапароскопската холецистектомија, вадењето на жолчното кесе со помош на минимално инвазивната хирургија, лапароскопската апендектомија како итна постапка, мислам дека е една од најчестите што се изведува и на светско ниво, и понатака во смисол на колоректалната хирургија на дебелото црево, тие операции кои што порано беа ексклузивно отворени, сега се повеќе се работат на минимално инвазивен начин, со што се постигнува истиот ефект кој што би се постигнал и со отворената хирургија, што на крајот на денот ние гледаме бенефитот на пациентот да биде тој првиот, а не методата на избор за оперативната интервенција. И тоа е, во принцип, сите интервенции може да се изведат, освен ако нема некои јасни контраиндикации кои што би биле за пациентите поштетно да се изведе минимално инвазивно него отворена хирургија. И така сега, дали пациентот може да одбере кој метод на хирургија ќе го прави? Така е, значи на секој пациент ние пример ќе земам, им објаснуваме дека во принцип треба да се направи вадење на жолчното кесе, као пример го земам, и сега тоа вадење може да се изведе минимално инвазивно, лапароскопски или отворено. Секако јас им ги објаснувам и бенефитите, значи предностите на минимално инвазивната хирургија, што е за нив подобро, што е за нив постоперативно подобро, што би можело они да добијат, што би можело на крајот на денот да изгубат во знак на водници, така, во принцип од интервенцијата или од отворената метода, али како и да е, ги имаат во опсек и двете можности за да се изведат. Во едни други земји кај што се работи многу, е интересно, кај што се работи многу лапароскопија, многу минимално инвазивна хирургија, зборам лапароскопија и роботика, има еден феномен кај што кога се среќаваме со колегите во различни средби на конгреси и така натака, они имаат многу мал број на отворена хирургија и дури се чувствуваат несигурни во тој правец, пошто они цела едукација поминале во минимално инвазивна хирургија. Ние тука во нашава земја имаме, да кажам, таа предност која што ги владееме и едните и другите техники на изведување. Може би вие како генерација сте мостот помеѓу многу долг период, да ги кажам, хирурзите што работеле само отворена хирургија на некој начин го отфрлала методот на минимално инвазивна хирургија, тврдејќи дека е побезбедна отворената, тврдејќи дека оваа другата не ги исполнува условите кои што треба да се исполнат. Меѓутоа, многу студии во текот на сите овие децении и години докажале дека всушност супериорноста е иста, или да не кажам не е ниту една метода посупериорна во однос на вадењето на органот или лимфните жлезди кои што треба да се вадат во склоп на еден, да кажам, карцином, така. Меѓутоа, од друга страна, па бенефитот на пациентите и предноста во постоперативното заздравување и реконвалесценција е дефинитивно поголема. Значи и предноста е во минимално инвазивната хирургија. Таа е сегашноста на хирургијата реално, била на времето еден период долго, така да кажам, потешко воспоставена, меѓутоа сега е сегашноста и нормално иднината следи исто и во други ситуации, што понатака ќе видиме како се развива. И така, доктор, сега зборуваме нели од аспект на доктор, но од аспект на пациент. Што значи минимално инвазивна хирургија за пациентот? Во однос на време, начин на опоравување, нели сите оние минимални... Пластично ќе кажам, повторно во холецистектомијата, доколку еден пациент во минатото се отворено со поголем рез, тој истиот би требало да се оперира дента што се оперира и ќе му следал, да кажеме, 3 до 4 дена минимум постоперативен период на опоравување, на вертикализација и така натака, што добиваме со минимално инвазивната хирургија. Истата постапка, жолчното кесе се вади заедно со камењата, ако е тоа заболувањето. Пациентот се вертикализира уште дента на операција. Имаме воспоставување и собирање на one day surgery, и тоа е еднодневна хирургија, и same day surgery, тоа е хирургија во ист ден, во која што доколку нели се оди како што треба, пациентот се оперира наутро, попладне може да се оди дома. Пациентите генерално во минимално инвазивната хирургија им се скратува постоперативниот период во лежење, во вертикализација, во мобилизација, што е добро за нив и во нивниот понатамошен тек. Така да ние сме така некоја, да кажам, генерација релативно помлада, која што минимално инвазивната хирургија фаворизираме малку повеќе во однос на отворената, пошто сакаме пациентите да ни бидат добро,
Сакаме веднаш да ги мобилизираме, да ги станеме и да се они вратат што побрзо на нивните нормални физиолошки функции, па да не кажам и работни активности. Вие сакате резултатот што побрзо да го видите како да го видиме, така е. Во принцип така е. И сега, вака, често пати кога читаме ние како лаици, кои што не сме медицински лица, сретнуваме разни митови за оваа минимална инвазивна хирургија во споредба со отворената, да не кажеме сега класична. Кои од овие митови се вистина, кои се најчесто употребливи и кои вие може да ги побиете? Најчесто пациентите што прашуваат е интересно прашање дали ќе биде истата постапка. Дали минимално инвазивно, пошто кога ќе видат они има еден мит, друг интересен како напоменам веднаш тука да го поврзам, знаат да они кога ќе заврши операцијата ги изброат конците. И пример ќе речат, јас имам 20 конци, значи ова била сериозна операција. Овој другиот со минимално инвазивна истата операција, ќе помине он ќе си ги брои, пошто не лежат, ја вика 5. Дали е тоа изведено? Дали е исто, како треба? Дали е исто, да. Тоа најчесто е тоа. И ќе не праша, доктор, извадивте све или нешто друго беше, пошто е нели различен пристапот. Тука е мит. Ние им објаснуваме дека всушност постапката и крајниот исход и резултат на тоа што ние сакаме да го изведеме е буквално истиот кој што треба да се постигне со отворената хирургија. Пристапот е различен, техниката е различна и опоравувањето нормално е побрзо и подобро. Побрзо, така. Тоа е едниот мит. Другиот мит е... Имаше нешто за летно време, така? Другиот мит е сега летото доаѓа повеќето пациенти, значи во летно време не се оперира, не е вистина тоа. Значи индикацијата за операција е да се изведе одредена оперативна интервенција во право време и на право место. Значи не збориме со сезони на годината, лето, зиме и пролет и есен, така. Да, ние ова земјоделство па да. Без разлика, ние работиме 365 дена во годината, значи и хирурзите својата дејност ја обавуваат така во тој принцип, така да, летно време можеби е малце понепрактично во однос на големите жештини, меѓутоа тоа не значи ништо во однос на оперативниот третман. Таа е операцијата е иста, исходот е ист, значи стремежот за да биде пациентот подобар е ист. Повеќето луѓе ги конципираат особено елективните операции во однос на нивните можни одмори, каде би одели така натака, меѓутоа тоа е сосема друга причина, а не е контраиндикација од страна на хирургијата или хирургот или тимот и така натака за да не се оперира. Можеби техничките услови за изведба се малку, да кажеме, поделикатни во летниот период во однос на споредбените други времења кога сите луѓе се на работа, меѓутоа сепак е мит дека не се оперира летно време, се оперира во било кое време на годината. На крајот на денот има земји во светот кои што се цело време во лето. Така е. Дали тоа значи дека ако некој се јави во текот на летото и сака да се оперира кај вас, сте расположени? Ако има индикација за операција, секогаш треба да се оперира пациентот. Ние им објаснуваме, им стоиме на располагање и доколку не сме во можност во моментот да повторно стоиме на располагање, дека доколку било што се случи да имаат отворена врата за да би можело да им се реши нивниот проблем. Така да операциите немаат сезона, имаат само индикација кога треба да се оперира. Убаво кажано. Дали некогаш е подобро е да се избере отворена хирургија и покрај можностите да се направи лапароскопска? Ќе го кажам тоа во еден пример. Доколку вадиме еден голем тумор кој што е 30 сантиметри во големина, минимално инвазивната хирургија тука нема место, пошто ние секако треба да направиме во целост да извадиме таа туморска формација во која што отворената хирургија тука е супериорна во однос на експозицијата на туморот, во односот на вадењето на истиот, во односта на безбедноста на пациентот и така натака. Значи има одредени ситуации во кои што минимално инвазивната метода не ја ни размислување. Да, може да се расече туморот, не викам не, и да се изведе низ помало отвор, меѓутоа не гледам причина во тоа. И во принцип, кога можеме да ги совладаме и двете техники, треба секогаш да го одбереме оптимумот за пациентот и кој би бил, која е нашата крајна цел. Значи, доколку ние сакаме да направиме една интервенција во која што пациентот ќе биде здрав понатака, не мора да инсистираме на било која метода. Да, ние инсистираме на минимален инвазив секој пат по младите. Меѓутоа, секој пат го разгледуваме прво случај до случај, значи пациентот засебно, за секој посебно, за пациентот колку би добил од таа работа. Идејата е всушност да он излезе од болница и од клиника здрав и да излезе без своето заболување, така да, во принцип има одредени моменти кај што јас лично, да кажеме, например, не би инсистирал по секоја цена минимално инвазивна. И покрај тоа што многу ја фаворизирам, јас сакам методата, меѓутоа нема зашто ако видам еден таков случај, примерно 30 сантиметри тумор за вадење, така? Да. Тоа она што ние во клиника Жан Митрев го велиме подолго од кога постои клиниката, персонализиран пристап во секое ниво на лекување на пациентот.
Споменавте како изгледа процесот на заздравување при овие две техники, во смисле во клиника или во било која болнички условите се супер, така, безпрекорни, но што е во домашната атмосфера? Значи, и покрај тоа што условите по клиниките се, знаеме дека се добри, пример, особено во оваа клиника се исполнителни во секој можен аспект, меѓутоа, да не заборавиме комотноста на пациентот во неговиот дом и околу неговото семејство е најголемата предност. Понекогаш пациентите, пошто они доаѓаат со нас, се гледаат релативно кратко, со фамилиите се знаат подолго време. Доволно е кога ќе се видат со познати луѓе, они не знаат нас и има доверба, сето тоа е добро. Меѓутоа, кога ќе си го види пациентот синот, кога ќе си го види членот на семејството, со кој што се чувствува покомотно и поубаво, и тука е предноста на минимално инвазивната. Доколку ние успееме да направиме интервенција во која што ќе се постигнат сите услови кои што се потребни во однос на онколошкиот пристап, во однос на вадењето на органите, соодветната реконструкција, и пациентот успееме што побрзо да биде во домашни услови, нормално во добра општа состојба. Тоа е веќе тоа што ние сакаме да се стремиме. И тоа е идејата и со same day surgery, со хирургија на самиот ден. Така да, пример, имаме особено ситуации, пример кога се жени со мали бебиња. Тие имаат проблеми разноразни кои што треба оперативни интервенции. Сега идејата не размислуваме, првиот процес го размислуваме во однос на мајката, во однос на пациентот, меѓутоа и изближувањето со детето е битен процес во развојот на нивниот однос. Така доколку ние успееме минимално инвазивно да изоперираме една пациентка со која што она за дента или за ден ќе биде дома и поблиску до своето семејство, тоа е една од целите кои што треба да се стремиме. Нормално со безбедна хирургија и нормално со тоа што треба да се изведе како крајен резултат во хирургијата. Да, каде е тука болката во однос на овие две хирургии? Сите ние се плашиме од болката и веднаш да го поврземе со зависноста од лекарства или потребата од медикамозно лекување. Студиите покажале дека во минимално инвазивната хирургија реално болката е помала, не дека она е помала, туку минимално инвазивноста доведува до помал степен на болка и до поголема лагодност на пациентите постоперативно. Помалку користат лекови против болка, побрзо се враќаат во нивните физиолошки процеси, побрзо се вертикализираат во однос на пациенти со отворена хирургија, особено кога се работи за големи оперативни интервенции, во кои што треба така еден целокупен тим да се ангажира околу нивната вертикализација, околу нивното враќање во физиологијата, во нивните секојдневни активности, така натака, негата е битна, така да тука исто така минимално инвазивната покажала предности во однос на отворената, што е добро за пациентите и на крај на ден. Тоа е тоа што сакаме, пациентите имаат што помал степен на болка и помал степен на нелагодност после изведување на некоја оперативна интервенција. И така, колку се треба една клиника да има услови за сето ова да се работи и вие како професионалци да имате наобразба, тренинг, следење на нови сознанија во медицина, светската медицина, колку се сето тоа поврзано и колку го имаме сега кај нас? Значи, интересно е што крајната цел е иста. Значи, цело време го повторувам, вадење на одреден орган, реконструкција на одредени системи во телото и така натака, меѓутоа техниката е различна. И сега за таа техника да може да се успее, треба сосема на други апарати, друг сет на апарат, пример самиот лапароскоп е лапароскопски столб кој што содржи телескоп, содржи инсуфлатор на газ и така натака, тие се технички моменти, меѓутоа тоа сосема се разликува во однос на отворената хирургија и тука бара тотално паралелен систем со апсолутно. Значи целта е крајна, меѓутоа и крајната цел е иста, меѓутоа техниката е сосема различна. И бара и собствена апаратура така. Апсолутно. Значи лапароскопските инструменти се сосема друг тип на инструменти во однос на инструменти за отворена хирургија, друг систем на функционирање имаат, значи друг систем на чувство на хирурзите кои што работат во однос на должината, во однос на спецификата, ангулацијата на инструментите и така натака, и бара еден, така да кажам, вид на друг мајндсет, значи или размислување во однос на концепцијата како хирургот оперира. Возраста е еден од факторите, не е клучниот, меѓутоа кога се хирурзите малце помлади, се така
достапни за да можат да совладаат нови техники во споредба со повозрастните хирурзи, не дека они не ги совладуваат, да се разбереме, пошто основата во хирургијата во принцип е знаењето, доброто знаење на анатомијата, на хируршката техника, почитувањето на ткивото на пациентот и на пациентот како целина, како човек и индивидуалниот пристап кон пациентот. Значи овие се, така да кажам, основни начала. Техниката која што ние ја користиме за изведба на одредени операции е веќе друга умешност која што ја совладуваме со текот на времето. Така да денеска е време, да кажам, на минимално инвазивната хирургија и ние не можеме да кажеме на одреден пациент нема да те оперирам лапароскопски пошто тоа не е добро, а од една страна да не ја знаеме техниката и методата. Значи ако бидеме поштени, ќе пратиме пациентот, ако е подобро за него лапароскопски, ќе пратиме кај човек кој што тоа знае да го изведе лапароскопски, за да на пациентот му биде подобро. Така, треба да му се понуди најсовремената и најдобрата метода за него во моментов на решавање на проблемот. Оти се тоа е нели еволуција како што зборувавме претходно. Апсолутно, нема ова и нема крај, ова со децении се води, на патот на еволуцијата. Така е. Се почесто еве сите ние сме зависни од техника, технологија, компјутери, роботи и слично. Колку роботизацијата може да земе удел во овој метод на оперирање? Значи роботската хирургија е веќе оддавна воспоставена во светски рамки, зборам во многу земји се користи. Тоа е еден вид напред од минимално инвазија од лапароскопијата кон роботиката, се користи во многу установи, многу институции, така да тоа не е спорно дека тоа е сегашноста и развојот понатамошен понатака. Технолошкиот развој во принцип исто така е еволутивен процес. Тој почнал многу одамна, значи со користење на разни алатки со кои што ние на некој начин гледаме да ни помогне во решавањето на проблемите и да бидеме ние поефективни во однос на решението на проблемите на пациентите, особено оперативните третмани, и за да тие бидат што подобро изведени и што со поголема прецизност изведени, што подобра предоперативна подготовка на пациентот, што подобра постоперативна реконвалесценција на истиот, така да секако дека тоа е сега во голем замав. Тука би ја спомнал да кажеме на пример и нели во последно време секојдневно се зборува за вештачката интелигенција, по кој е уделот на истата во развојот на светот, во развојот на хирургијата, и таа истата, значи е така да кажеме од поодамна стремеж да се направи. Сега е времето кога повеќе се дискутира околу тоа и нормално и тука како што по возрастните хирурзи имале еден вид на отпор кон лапароскопијата и тука една група на луѓе има одредени прашања, да не го кажам отпор во однос на тоа што следува понатака. Особено една од стравовите кои што ние мораме да го надминеме, да го инкорпорираме, е дехуманизацијата на постапките што ги водиме понатака. Ние мораме да сватиме дека всушност работиме со човечки битија, дека тие се луѓе и дека да, ние можеме да ги гледаме како дата база, дека да, имаат камења, има тоа, меѓутоа првиот пристап е дека тој е човек. И тука ние, да, роботиката е битна работа и се е технолошкиот развој е прилично во така голем подем и ќе се развие и понатака. Меѓутоа, ние не треба да го забораваме човечкиот фактор, хуманиот фактор и на пациентот, меѓутоа и на луѓето кои што ги изведуваат истите постапки. Така да, најидеално би било целој технолошки развој ние да го користиме во бенефит на пациентите, како една алатка со која што би ни се помогнало да бидеме што повеќе ефективни, што подобро да ги истретираме пациентите и они да имаат што поголем бенефит во целава приказна. На каде оди визијата за оваа хирургија? Споменавте вештачка интелигенција, роботизирана хирургија и слично. Вие предпоставувам следите нели светски пронајдоци, медицински техники. Каде може да се замислиме дека ќе одделе, може само робот да не оперира? Мислам дека не. Значи, да, тоа е стремежот во целава приказна. Као крајност, да речеме. Значи, али во принцип и тој робот треба некој да го води. И тука ние сме, и без разлика дали збориме за робот или збориме за одредена друга технолошки развојна постапка и така натака, и самата дата база која што вештачката интелигенција користи е база која што ние сме креирали. Така, значи они не можат да измислат нови податоци треба ние да ги внесеме, да може да се обработат и врз база на тие да се доведе до еден подобар резултат. Идејата е да
ние да не се надеваме дека утре или па да се плашат хирурзите дека леле утре робот ќе ги оперира пациенти, што ќе правиме ние со нашава работа. Не е така, тоа е еволутивен процес, значи без разлика кој ќе изведува, што ќе изведува, сепак контролата и човечкиот фактор е тој клучен кој што го води светот понатака. И еволуцијата ние не треба да бидеме пречничари на еволутивниот процес, меѓутоа треба да знаеме да го инкорпорираме во секојдневното живење наше и да го искористиме максимално со цел да добиеме што подобри резултати. Тоа е единствената цел. Убаво објаснето, доктор Валон, дали сето ова може да го видат и доколку мора да го почувствуваат во клиника Жан Митрев, се работи во клиниката, да поменеме од првичните испитувања, диагностиката, целиот процес до операција и заздравување е во склоп на нашата клиника, така. Драго ми е што од почеток кога дојдов увидов се на едно место. Да, може да се сработат било какви методи, има простор за иновативност, значи во смисол на иновативност и што подобри решенија кон пациентите, условите се такви кои што дозволуваат за да можеме ние на пациентите да им понудиме што подобро решение за нивните проблеми, доколку е тоа минимално инвазивноста го има и тоа, доколку е отворено тоа секако го има. Тимовите кои што мислам дека се доволно спремни за добро водење на пациентите, барем тоа е тоа што го имам као прв впечаток, нели, од почетокот кога започнавме ова, да ја кажам, овој пат, така. Така да во принцип мислам дека може да се изведат доста работи и да пациенти добијат многу и бенефит од целава приказна. Да, тука сте во клиника Жан Митрев, може да ве побараат за консултација. Нашите телефонски броеви се познати и објавени, социјалните мрежи се тука. Еве овој подкаст е во таа насока да ве доближиме до пациентите кои што не следат нас, кои што сега имаат една поголема можност за избор кога станува збор за абдоминална хирургија. Ви благодарам што зедовте учество во подкастот. Останува понатаму да разговараме за некоја друга тема, можеби поспецифична или тема која што ќе побараат гледачите. Тука сте расположени, претпоставувам, понатаму да гостувате. Благодарам на поканата, се надевам дека во иднина ќе направиме некоја нова емисија, па можеби за некој конкретно заболување. Овој пат и јас на инсистирање повеќе сакав да зборам за техниката, за луѓето да ги разбиеме некои одредени, да ги кажам, митологии, убедувања во однос на тоа што како треба да се постапи во однос на тоа. Вашите пациенти секој пат имаат достапност, ги имаат контактите, ги имаат све за било што да имаат потреба, да стоиме на располагање. Па можеби од операциона сала снимање? Па, веќе сме го правеле тоа, зашто да. Но кога нешто е да бидеме и ние во контекст на целата еволуција и модернизација. Така е. Ви благодарам на сите што не следевте. Секој вторник оди подкастот. Сите коментари, прашања поставете ги долу во коментарите на YouTube каналот или на нашиот Facebook профил. Ви посакувам се најубаво и тука сме за сите додатни информации. Од мене Жарко Василевски, пријатно.